Се окинуваат дисперзираните студии и студентите револтирани од ваквата одлука. Земјоделците се соочуваат со огромни штети заради временските неприлики, а засега нема никакви најави за нивно целосно обештетување. Струмица Опен фестивалот официјално ја истакна целосната програма со сите настани, но и главните изведувачи на трите фестивалски денови. Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Одржувањето на локални избори оваа есен би било најдобра опција кога станува збор за непричината работа на градоначалниците и осветите на југоистокот. Од ВМРО ДПМН веќе посочија неколку датуми на кои освен со локалните заедно би се одржале и предвремените парламентарни избори. Негативните ефекти кои ги донесе политичката криза изминатите неколку години, но и од одговлекувањето на формирање на новата влада, метастазираше и на локално ниво. Редовните локални избори кои требаше да се одржат до средината на мај не ни беа закажани. Истекоа мандатите и на градоначалниците и на советите на општините, со што нивните раце останаа врзани за било какви одлуки, проекти и услуги кои може да им ги понудат на своите граѓани. Од ВМРО ДПМН уште на почетокот од минатиот месец побара одржување на локални избори во брз можен рок. Зашто дадоа 3 датуми, бидејќи секој подалечен рок според нив би создал поголеми негативни последици за општините и би нанесол поголема штета на интересите на граѓаните по однос на локалната самоуправа. И дел од првите луѓе на општините на југоистокот сметаат дека е потребно побрзо да се одржат локални избори за да можат да работат со полн мандат и капацитет. Граѓаните на избори се излегува со одредни програми, со одредни стратешки насоки кои партиите кои излегуваат ги кажуваат дека ќе ги изреализират и ќе ги направат. Кај нас постизборно се случи друго, се случија платформи, тирански декларации, па платформа е декларација, така да на некој начин, според толкувањето на поголем дел од луѓето, според толкувањето и на поголем дел од експерти, значи граѓаните ја немале вистинската понуда, односно биле на некој начин, така да кажем, излажени. На прашањето дали во ВМРО ДПМН се подготвуваат за избори, Колев истакнува дека главната цел е функциите да ги извршуваат без никакви пречки. Па така, за да имаш довербата на граѓаните, треба постојано да работиш за нив, а не само 20 дена во кампања. ВМРО ДПМН, бидејќи ние сме стално во некои избори, поготово во последниот период, е секогаш подготвено за избори. Овие што ги имаме, овие функции кои ни даваат некоја извршна моќ, така да кажеме, значи наше е да тие функции ги извршуваме што поквалитетно и подобро и да им на што повеќе луѓе, на што повеќе жители од нашите општини да им излеземе во пресед и сето она што сме го ветели да го изреализираме и она што ќе се јави како моментален непредвиден проблем да ги направиме сите напори да го решиме и тоа е најдобар начин да работите за избори. Избори не се добиваат во една кампања од 20 дена. Не се добиваат. Избори се добиваат со континуирано работење во текот на цел мандат, како што е случајот во локалната самоуправа, од 4 години. Јас ви кажав, граѓаните знаат добро да проценат и сите оние кои мислат поинаку се излажени. Иако се уште се калкулира со можни датуми за избори на есен, се уште нема конкретна информација од надлежните. Од ВМРО ДПМН се надеваат последни веднаш да се одржат и предвремените парламентарни избори, бидејќи последните во декември според нив се плод на волјата на заткулисни игри меѓу политичките партии на зелена маса, на уцени и на притисоци. Сдруженијето на приватни лекари на Македонија реагира на новиот начин на формирање на цени за книговодствени услуги кои стапуваат на сила веќе од наредниот месец. Прилог од нашите соработници од телевизија К1 од Велес. Сдруженијето на приватни лекари на Македонија реагира на новиот начин на формирање на цени за книговодствени услуги кои стапуваат на сила веќе од наредниот месец. Доктор Лилија Чолакова Дервишова вели дека нелогично е цената на чинење на месечните услуги, книговодителите да ја формираат врз база на податоците за минатогодишните буџети на ординациите. И она кое што е најиронично во сето тоа, што цените се формирани врз основа на тоа кој колку заработува. Значи како фирма, а не значи колку книговодителите всушност работат или колку вирмани ќе напишат врз основа на за таа фирма или тоа амбуланта или некоја друга мала фирма.
Така да уште еднаш апелираме до Сдруженијето да си ги ревидираат цените, затоа што капитацијата кај нас ја формира владата, кај нас не постои пакет на здравствени услуги. Чолакова Дервишова вели дека за промените биле информирани од своите книговодители. Нив несватливо има како Сдруженијето на книговодители го формирало новиот ценовник со кој една иста услуга се зголемува и за до 200%. Имено ако некоја приватна здравствена ординација до минатиот месец плаќала 1800 денари, сега бевме известени дека ќе плаќа 3900 или 4900 во зависност од висината на годишниот буџет кој што лани поминал, нели, како, значи сето тоа не е заработка, значи не е сума, уште еднаш ќе повторам, да сумите кои што ние ги добиваме како капитација. Тоа е сума за давање плата на нашите вработени, плаќање данок, плаќање фирмарини, плаќање ампули, рецепти, принтери, тонери, боци за кислород, противпожарни апарати, значи тоа се енормни давачки, даноци кон државата. Приватните лекари најавуваат иницијатива за промена на начинот за плаќање во примарното здравство. Ова прашање доктор Чолакова вели дека го отвориле на првиот работен состанок со новиот министер за здравство Арбен Таравари. Новата влада укина голем дел од дисперзираните студии низ земјава. Студентите се револтирани од ваквата одлука, бидејќи од финансиски аспект поисплатливо е студирањето на најблиските дисперзирани студии, но мислењата на граѓаните се поделени. Финансиските средства се една од главните причини поради кои студентите се запишуваат на дисперзираните студии во земјава. Мерката која имаше за цел да придонесе за економско-социјален, но и демографски развој на сите останати региони во земјава, а која сега се укинува, изминатите 9 години ја искористија околу 20.000 студенти. Прашањето за нивно укинување, наметнато од страна на новата влада, доведе до револт меѓу младите. Мислењата пак помеѓу граѓаните на Струмица се поделени во однос на тоа дали и зошто треба да има дисперзирани студии. Секој може да скопи да студира. Значи мислите дека не треба да се Па не треба. Па сигурно. Дека на нас на кошта да Скопје да одиме таму. Па таму ка смештай, па таму ка прием, кој те пречека, кој те испрата, кој... Мислам дека треба да се укине. Зошто? Затоа што квалитетот на студирањето во дисперзираните факултети е многу слаб. И моочено може да кажеме. Јас живеев во Скопје, таму студирав едно време, додуше не завршив факултет, али децата што доаѓаа од страна, без разлика колку беа трошоците, повеќе се залага, повеќе учеа и завршуваа и стана можеби подобри студенти и тие што живееа во Скопје, како мене, како некои колеги таму. И не само тоа, него помалку универзитети, поголем квалитет и нормално утре други ден повеќе знаење. Таму каде што може, сепак Македонија не е многу голема, може Битола, Прилеп во поголемите градови. За Струмица мислам дека нема потреба. Треба да се укине. Зошто? Ама се губил квалитето, не треба да се гледа дали он има пари да студира или не. Квалитето се губи, не можеш да свариш квалитет со дисперзираните студии. Не треба да се кине, што да се кине. Нека се така работи. Абе како не треба? Треба да се ослобода од некој работи во учениците, како? Што да плаќате? Тие родители веќе немаат што да ги држат тие деца. На Универзитетот Гоце Делчев кампус Струмица има околу 600 до 700 студенти, вели професор доктор Душан Спасов од Земјоделскиот факултет. Тој тврди дека дисперзираните студии во Струмица овозможуваат следење на наставата во најсовремени услови и опремени лаборатории и не постои причина за тие да бидат укинати. Интересот на студентите во кампусот во Струмица со секоја академска година е се поголем. Нивниот бенефит е голем. Голем е за тоа што нема трошици за престој, нема трошици за патување, нема трошици, значи нивните трошици се намалени, а како наставен центар во Струмица можам слободно да кажам дека ги имаме сите потребни простории, помагала кои се потребни за студирање на студентите. Тука се значи предавалните, тука се лабораториите, тука е опитното поле за студентите од Земјоделскиот факултет. Бројот на студентите и како е задоволувачки, можем да кажем, и голем, што значи дека нема основа да се каже дека кампус Струмица не ги задоволува по некои критериуми да биде како
да бидат како дисперзирани студии за тие факултети што се постојачки. На листата на дисперзирани факултети кои се укинати не се најде и Струмичкиот, но укинати се над 600 места понудени за студирање на различни факултети низ земјава. Во Струмица моментално се активни економскиот, правниот, машинскиот и земјоделскиот факултет, а по потреба се активира и педагошкиот. А пак земјоделците се соочуваат со огромни штети заради временските неприлики, а за сега нема никакви најави за нивно целосно обештетување. Земјоделците 100% треба да бидат обештетени, вели Тренов Ромео, директор на јавно предпријатие Водостопанство на Република Македонија. Земјоделците од Росоман кои претрпеа штета на праските, но и сите останати земјоделци кои имаат штети од пролетните мразеви, треба веднаш да бидат обештетени. Според Ромео Тренов, директор на јавното предпријатие Водостопанство на Република Македонија, новата влада треба да свика итна седница по барање на министерот за земјоделие Николовски, за да донесат одлука за 100% обештетување на производителите, како што и досега правеше претходната влада. Тренов вели дека иако СДСМ во кампањата најави формирање на фонд од 6 милиони евра, кој ќе биде за вакви намени, тој фонд не само што не е формиран, туку според него и тоа не се доволно средства за обештетување, бидејќи минатата година само со 4 милиони евра се обештетени производителите на пченица. Ова ќе излезе исто како и другите ветувања за просечна плата од 30.000 и слично. Така што во тој дел можам да кажам дека нема некоја голема заинтересираност од Министерството за земјоделство да им помогне на земјоделците кои што особено во Росоман имаат сериозен проблем да ја преживеат годината. Владата веднаш треба да свика итна седница по барање на министерот Николовски и да донесат одлука за 100% обештетување. Минатиот вторник Тренов има средба со министерот Николовски во однос на исплатата на субвенциите за тутунарите, каде истакнал дека неговите подружници немаат пристап во системот за да ги ажурираат податоците, пошто предложил ажурирањето да се прави преку подрачните единици на министерството. Според договореното, луѓе од АД Водостопанство и подрачните на министерството уште од наредниот ден почнале со работа. 4 подружници до петок целосно ја завршиле работата, а останатите очекуваат најдоцна до вторник да ја завршат работата. Има единствено проблем во Прилеп. Подрачната единица немала после 10 часот пристап до системот во централата. Тука треба да се види во што е проблемот и детеле дека утре од црнали ќе завршат работа. На другите места работата тече нормално и ние очекуваме најголем дел од подружниците денес да ја завршат работата, единствено во нашата подружница Тиктеш, односно подрачната единица Кавадарци и Неготино на Министерство за земјоделство работите течат нешто попално. Тренов потенцира дека имајќи ја предвид ситуацијата што во овие процеси се инволвирани дури 4 институции, сите подеднакво ја сносат одговорноста и дека во ниту еден случај не може вината да се префрла само на една од нив. Денес градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов даде изјава околу недоразбирањата кои се појавија во гевгелиската јавност по последната седница на Советот за развој на југоисточниот плански регион околу тоа дали референдумот во Гевгелија против отварање на рудник на планината Кожув има правна основа или не. После последната седница на Советот на југоисточниот плански регион и заклучоците кои што се испратија до владата од страна на Советот во врска со престојните и поминатите референдуми околу отварањето на рудници, односно издавањето на концесии за експлоатација на металични минерални суровини, тоа е едно разбранување на јавноста, очигледно од недоволно прочитаните материјали, во делот на тоа дека општините пред и после одржаните референдуми немаат правна основа да преземат дејства според добиените резултати, но треба да се потенцира. Ова се однесува за оние општини каде што веќе се издадени концесии за експлоатација на минерални суровини, односно таму каде што се веќе одобрени отварањата на рудници. Општина Гевгелија и референдумот во општина Гевгелија е нешто поинаку, затоа што референдумот во Гевгелија се одржа пред да дојде и до барање за
позитивно мислење од страна на општината за давање концесија за експлоатација на минерални суровини и затоа резултатите од референдумот во Гевгелија се обврзувачки за локалната самоуправа, кога би добила барање за мислење да даде изрично негативно мислење за издавање на концесии за експлоатација на металични минерални суровини. Случајот каде што веќе се издадени такви концесии, како што ги имаме веќе во на територијата на општина Валандово, Богданци, па дел од општина Дојран, е друг и затоа Советот одлучи да побара став и мислење од владата на Република Македонија, затоа што концесиите за експлоатација ги издава Министерството за економија, односно владата на Република Македонија, и да се произнесе по престојните или веќе одржаните референдуми за произнесување на граѓаните дали се за или не за отварање или против отварање на рудници на нивната територија. Продолжуваме со дневникот. Над 10 ликовни уметници од повеќе земји од светот годинава учествуваат на меѓународната ликовна колонија Аполонија во Гевгелија. И годинава новитет е тоа што дел од уметниците престојуваат во планинското село Ума, каде што ќе работат на обновување на иконостасот во црквата Света Богородица. Сите граѓани веќе во четврток вечер ќе имаат можност да присуствуваат на свеченото отварање на колонијата и да ги погледнат сработените дела. Во Гевгелија во тек е 16-тата меѓународна ликовна колонија Аполонија, организирана од страна на истоимената фондација. Оваа година своје учество ќе земат 11 ликовни уметници од повеќе земји од светот. Оваа традиција трае веќе 16 години и е започната, инициирана и финансирана од основачот на фондацијата, господин Ларс Клин, кој е многу голем љубител на културата и уметноста. Оваа година ни е посебно задоволство затоа што славиме 10 години од основање на фондацијата Аполонија, меѓутоа ликовната колонија трае малку повеќе од тоа. Имаме 11 учесници од Србија, тоа се Рајко Карашич и Глигорич Михајло. Од Бугарија, секоја година од градот Севлиево доаѓа уметник, оваа година е Васко Василев. Од Едеса, од Грција, по втор пат имаме учесник, тоа е Катерина Ноици. Потоа и оваа година исто така имаме и од Санкт Петерсбург, од Русија, тоа е Викторија Титова. Ниче Василев, потоа Драги Хаджи Николов, Јордан Јанев, представници од Македонија, Маја Димитрова, Синиша Кашавелски и Татјана Коцева. Сликарите ќе изработуваат дела по собствен избор и со различни техники, инспирирани од гевгелиското поднебје, кои на публиката ќе бидат презентирани на изложбата по затварањето на колонијата. Годинава новина е тоа што учесниците 5 дена ќе престојуваат во планинското село Ума, каде што ќе работат на обновување на иконостасот во црквата Света Богородица. За оваа година за прв пат учесниците од ликовната колонија ќе престојуваат 5 дена во населеното место Ума, излетничкото место Ума. Значи тоа е селото Ума и во соработка со тамошната местна заедница се договоривме, значи секоја година да еден од авторите направи една икона која ќе остане како подарок за до комплетирање на иконостасот на црквата Света Богородица во селото Ума. Значи оваа година можеби ќе одат 2 икони, но договорот е да секоја година ќе се остава по една икона која за кусо време ќе го комплетира тој иконостас во селото Ума, а подоцна ќе видиме и со фреското, со фрескописот на црквата Света Богородица во селото Ума. За возврат луѓето од мештаните, нели, од селото Ума ќе ги прифатат учесниците, односно ќе им обезбедат сместување, спиење и така натаму. Колонијата секоја година се одржува под покровителство на општина Гевгелија, па веќе во четврток вечер сите љубители на уметноста ќе имаат можност да присуствуваат на свеченото отворање на ликовната колонија и да ги погледнат изработените дела.
На првата конференција која организацијата на Струмица Open Фестивалот ја имаше денес, официјално беше истакната целосната програма со сите настани, но и главните изведувачи на трите фестивалски денови. Деталите ги слушаме во продолжение. Годинава ќе имаме над 80 артисти, распоредени на 20 различни настани, кои што ќе се одржат на 5 отворени сцени во нашиот град. На 27 јули, на една недела пред почетокот на фестивалот, на база на Аквариус ќе настапат Сладкаристика, Тони Зен, Гоце Сав, Криско, Гери Никол и Абсурд. Тие се дел од турнејата One Love Tour и преку нивната музика ќе се обидат да покажат дека љубовта знае да обединува. Официјалното отварање на фестивалот ќе биде на 3 август пред библиотеката Благо Јанков Мучето и ќе биде означено со свечено поставување и откривање на 2 мурала изработени од нашите уметници Никола Пијаманов и Ване Костуранов. Како посебен и нов момент таа вечер ќе биде изложбата на најдобрите фотографии од наградниот фотоконкурс за убавините на Струмица, кој е во тек, и аплицирањето ќе трае до 10 јули. За сите дополнителни информации околу овој фотоконкурс може да се најдат на нашата официјална веб страна Струмица Open Festival. Во петок, на 4 август, на програмата ги имаме Васил Гарванлиев на вечер за италијанската култура и рок-н-рол класиците од златната ера на музиката со младите струмички таленти. Во сабота, на 5 август, ќе се одигра детската представа Пипи Долгиот чорап, потоа ќе се представат звездичките од Јојо фестивалот, кои што ќе се представат со своите детски песнички. Програмата за третиот ден од фестивалот ќе заврши со ансамбл Тримери. Годинава ќе имаме 4-та летна школа за гитара, на која како специјален гостин годинава ќе биде најпопуларниот гитарист Владко Стефановски. Во недела, на 6 август, може да присуствувате на завршниот концерт на младите гитаристи и на традиционалниот концерт на членовите на Мобилност. Во понеделник, на 7 август, ќе се одржи познатата трка на келнери, а истата вечер струмичани ќе може да уживаат со нашата джез звезда од светски рамки Владимир Четкар. Следниот ден, во вторник, 8 август, на програмата ќе имаме филмски проекции и вечер на поезија. Во среда на 9 август, концерт на Александра Јанева и пријателите. И последниот ден од културната уметничка програма на 10 август ќе завршиме со вечери на афоризми и стендап комедија. Петок на 11 август ќе настапат Гаро и браќата Тавитијан со специјалните гости од Балканот, популарните Сергеј Четковиќ, Желјко Бебек и Елена Томашевиќ. Истата вечер ќе настапи и познатиот српски и ексиу бенд Галија, а со електронска музика точка на првата вечер ќе стават Александар Галовски и Пата Пата Рекордингс. Во сабота, на 12 август, ќе настапат македонската поп-пејачка Дани Димитровска, рок составот Ван Гог и една од најпопуларните балкански пејачки Јелена Розга. Во недела на 13 август на големата Open Fest сцена ќе го видиме Нино Величковски, Queen Real Tribute, електронските дуа Disconnected и Кирилик, а честа да го затвори фестивалот годинава му припадна на најпопуларниот балкански кант автор Дино Мерлин, со прв и ексклузивен концерт пред струмичката публика. Јас сум искрено убеден дека последните 3 фестивалски вечери ќе бидат вистинска круна на овогодинешното издание на Струмица Open Fest. Ви благодарам. И додека Струмица вечерва се подготвува за една од најголемите ифтарски вечери во Македонија со вкупно 2000 гости, која ќе се одржи на Струмичкиот плоштад, муслиманите од Радовиш, но и многу пријатели од христијанска вероисповед, вчера ја имаа својата ифтарска вечера. 30 дена од месецот Рамазан се пости. Утрото од 3 часот, попладнето до 20 часот и 15 минути воопшто ништо не се консумира, никаков течност не се пие. Тоа е знак дека
треба да покажеме разбирање на тие немошните луѓе што немат. Ова вечерва што се собравме тука, ова е знак на едно дарување, едно помагање помеѓу луѓето, без обзира на нивната религија, вера, боја, нација. Сите сме Божи луѓе. На сите им помагаме колку што можеме, разбираме на нивните можности, немања, здравствени причини, се. Ова е еден вид на разбирање на секаквите потреби на луѓето. Вечерва сме тука 1000 души. До сега мислам дека прв пат во општина Радович се собраа толку луѓе, каде што меѓу тука луѓето не се само сите од муслиманска вероисповед, него има и од христијанска. Тука е и градоначалникот на општина Радович, советниците на општина Радович и другите пријатели. Заедно споделивме со нив ова прекрасна вечера, овие прекрасни јадења што ни даде Господ. Почитувани гледачи, следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Нов напад во Лондон. Во квартот Финсбери парк ноќеска едно возило влета во пешаци кои излекувале од џамија. Убиено е едно лице. Првиот повик за помош стигнал 20 минути по полноќ. Според изјави на очевидци, мало транспортно возило целосно влетало во толпата луѓе додека излегувале од џамијата. Од прозорецот слушнав многу крици, беше хаотично, изјави жена која живее во соседството за BBC. Други сведоци пак велат дека возачот на транспортното возило се обидел да избега, но повеќе луѓе го фатиле и задржале додека не пристигнала полицијата. Напаѓачот, за кого единствено се информира дека е 48 годишен, е однесен во болница каде што се утврдува дали е психички здрав. Според полициски наводи, досега нема сознанија за други соучесници во нападот. Медиумите пак цитираат очевидци кои тврдат дека виделе двајца мажи кои се симнале од возилото откако тоа влетало во толпата. Републиката напред. Повчерашниот втор круг на парламентарните избори во Франција освои 308 пратенички места, со што заедно со 42 пратеници на незиниот коалицијски партнер Демократското движење Модем или така наречено председателско мнозинство обезбеди апсолутно мнозинство во националното собрание. Најмокната опозицијска сила во идниот француски парламент ќе биде блокот предводен од конзервативната партија на републиканците со освоени 130 пратеници. Британија и Европската унија денеска во Брисел и официјално ги почнуваат преговорите за истапување на таа земја од членството на Унијата. Тоа ќе биде означено со состанокот на британскиот министер за Брекзит Дейвид Дейвис и преговарачот на Европската комисија Мишел Барние. Првата етапа од преговорите, кои според планот треба да завршат на есен идната година, се однесува на постигнувањето договор за 3 прашања. Судбината на европските државјани во Британија по Брекзитот и на британците во Европската унија, границата со Ирска и износот на финансиските обврски на Лондон кон Унијата. Американската војска соборила борбен авион на сириските воздушни сили кои бомбардирале позиции на бунтовниците кои им се сојузници на американците во борбата против екстремистичката организација Исламска држава. Пентагон наведе дека за прв пат САД соборила летало на сириските сили. Станува збор за авионот типот Су-22 кај сирискиот град Тапка. И уште една информација за ова издание на Дневникот, а тоа е да видиме какво време не очекува за престојната недела. Период на претежно стабилно време со пораст на дневните температури ќе се задржи до крајот на оваа недела. Од средина на неделата се очекува многу топло време, а за време на викендот максималната температура ќе се искачи до 38 степени. Управата за хидрометеоролошки работи само за четврток најавува можна локална појава на краткотраен дожд. Во текот на денешниот ден времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а повеќе облачност ќе има предпладне во западните делови, кога ќе дува умерен до засилен ветер од северен и североисточен правец. Попладне облачноста и брзината на ветерот ќе се намалуваат. Почитувани гледачи, и овде е и крајот на Дневникот. Ви благодарам на вниманието со кој не следевте. Пријатно од мене.